Водата е најважниот ресурс за живот. Но како стигнува до нашата чаша? Од природните и вештачките акумулации, прочистени преку цевки, питката вода стигнува до нас. Нова Македонија, поради застарениот систем и децениско игнорирање без инвестиции, 63% од питката вода се губи пред да стигне до потрошувачите. Со тоа земјава се пројува како прва во Европа по губитоци на вода за пиење. Водата што се губи чини најмногу. Може би не стигнува до вашата чаша, но стигнува во месечната сметка. Според анализите на Центарот за граѓански комуникации, граѓаните на Македонија годишно плаќаат и за 146 милиони кубни метри вода за пиење што не ги пијат. Речиси половина од водните предпријатија работат со финансиска загуба, дури 44% од 67 снабдувачи со вода за пиење лани оствариле негативен финансиски резултат од работењето. Вкупната загуба на овие предпријатија изнесува 4 милиони евра. Пред некој ден јавноста беше сведок дека во Охридско, во Пештани се случил голем дефект, па како туристите од сместени во хотел оделе да се капат кај вработените и слично. Значи инвестиции мора да има. Со инвестициите ќе ги намалиме загубите на вода, кои што се исклучително високи во Македонија и едни највисоки во Европа. Со намалувањето на загубите ќе ги зголемиме испорачаните и фактурираните количини и со тоа ќе нема никакви ценовни шокови. Цената на вода кај нас ја определуваат општините. Така најниска цена за потрошената вода плаќаат жителите на Боговиње, само 7,5 денари за потрошен кубик, а највисока цена плаќаат жителите на Кочани, дури 48,79 денари за кубик, што е за 6,5 пати повеќе. Кај фирмите, најниска цена за кубик вода плаќаат потрошувачите во Желино, 13,42 денари, а убедливо најскапа е водата за скопските фирми, дури 68,10 денари за кубик. Најмногу вода трошат жителите на Маврово и Теарце, по 70 кубици месечно, како и на Боговиње, по 40 кубици месечно. Најмалку вода трошат домаќинствата во Старо Нагоричане, само по 2,4 кубици месечно. Проекциите се дека водата станува редок и скап ресурс и во блиска иднина ќе добива на цена оти ќе ја снемува. Но како Македонија и Бугарија има слични проблеми. So we have a lot of problems in the water sector. I would say that in Bulgaria the water losses are around 60%, as well as in Republic of Macedonia. Пионерските чекори на соседите се прибирање на информации од каде и зошто Бугарија губи најмногу вода за пиење. Регулаторите велат дека вториот чекор е менување на тарифниот модел и инвестициите. Така го решаваат проблемот и италијаните. Our expenditure per families, per households in Italy is approximately 300 euros, 325 euros per families for consumption, that is approximately 150 cubic meters per year. Thanks to this type of tariff expenditures, we have assured in the last 10 years an increase of investments of 400%. Иако се задоволни од промените, сепак и италијаните велат дека процентот на питка вода што се губи е многу висока во споредба со другите европски земји. Континуираната работа во инфраструктурата дала големи резултати во Португалија. Иако има уште многу да се подобрува, сепак статистиката покажува значајно помалку губитоци на вода за разлика од другите примери. Water losses are a critical topic across Europe, actually. So Portugal is not an exception here. This is something that we consider very relevant because it's a way to improve water management very quickly. It's not the same in all parts of the country, but on average we could say that it's more than 20% of water losses, approximately 27-30%. Земјината слика покажува дека 2/3 од светот се покриени со вода. Но проблемот е тоа што само 2,5% од водата е слатка вода, но повеќе од 2/3 од неа се замрзнати на половите и во глечерите. Тоа ни остава многу мал дел вода за пиење, за готвење, за наводнување на земјоделски култури и вода за добиток. Климатските промени дополнително интензивираат ситуацијата. Но во многу случаи, експертите укажуваат и на така наречениот економски недостиг на вода, кој се должи на тоа како управуваме со нашите резерви на вода.
Изворите на вода се преоптоварени, реките и езерата се пресушуваат или стануваат премногу загадени за употреба. За да се справат со економскиот недостиг на вода, владите мора повеќе да инвестираат во инфраструктура за снабдување и складирање на вода.